Денешната конференција ја организираме со намера да упатиме аларм до јавноста и до институциите дека се ближат со голема брзина настаните кои се поврзани со изборниот процес. Меѓутоа, ние како Организација за човекови права, која е заинтересирана за максимална заштита на правото на глас на граѓанките и граѓаните на Република Македонија, сметаме дека тој процес е бавен, недоволно транспарентен и ни оддалеку не ветува квалитетни избори, односно слободни и фери демократски избори. Тоа што ние најмногу сме засегнати е правото на глас на граѓанките и граѓаните, меѓутоа исто така и низа други фалинки, сериозни недостатоци на изборниот систем. Пред се сметаме дека недоволно е направено за да се реформира воопшто изборниот систем во Република Македонија. Изборниот законник се уште страда од сериозни недостатоци. Подкупот на гласови, купувањето гласови не е доволно регулирано, односно на некој начин кривичниот закон во членот 162 на некој начин дури го поттикнува подкупот на гласови. Имаме сериозни забелешки на сметка на процесот за ревизија на избирачкиот список, а еден од најголемите проблеми го лоцираме токму во институциите, пред се во Државната изборна комисија. Гледаме дека се заговара модел кој веќе беше надминат како лош, па тој ќе се враќа, и тој се прави на начин што ќе ги стави јавноста, граѓанките и граѓаните, гласачите пред свршен чин. Време нема да има да се реагира во поглед на тоа. Државната изборна комисија нема да се реформира онака како што одговара на демократските стандарди потребни за слободни избори. Тоа што гледаме во Државната изборна комисија е дека таа се уште ќе биде и понатаму предмет или поприште на политички интереси, а далеку од тоа дека ќе се занимава со заштита на правото на глас и со законитоста на изборниот процес. Државната изборна комисија ја видовме како еден од најголемите, најодговорните институции, една од најодговорните институции која грубо го повреди правото на глас за време на изборите во 2016 и 2017 година. Тоа требаше да се регулира на начин што ќе се професионализира Државната изборна комисија, ќе се даде предност на словото на законот, а политичките влијанија ќе се исчистат. Исто така, за жал, една од ретките организации сме во Република Македонија која се занимава со мониторинг од блиску на тоа што значи политичко финансирање, односно финансирање на кампањите, финансирање на политичките партии. Забележуваме дека по процесот во пржино се уште не се направи доволно за да се спречат манипулациите во доменот на политичкото финансирање. Поточно имаме ситуација во која политичките партии наместо да добијат помалку време и посериозен мониторинг на финансирањето, тие напротив добиваат многу долго време во кое можат слободно ги штелуваат своите финансиски извештаи пред јавноста, пред институциите и на тој начин да бидат дел од манипулацијата на изборната волја, односно волјата на граѓанките и граѓаните.